Најмладиот пациент во земјава кој чека ново срце е 13-годишно девојче. Постојано се зголемува бројот на пациенти на националната листа за трансплантација на органи. Од Националното здружение Храбро срце велат дека во нашата земја постои закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, но граѓаните не се доволно информирани. Конкретно во нашата држава лично сметаме дека свеста е на многу ниско ниво, затоа што луѓето не се доволно информирани. Во моментов актуелниот закон во нашата земја гласи дека секој потенцијален донор, освен ако во текот на животот не се изјаснил дека не сака да биде донор, меѓутоа последната одлука ја носи семејството. Тоа не значи дека секој може да биде донор, има тука соодветни институции и здравствени работници кои ги одредуваат тие критериуми кој ги исполнува, кој не. Меѓутоа, ако на некој животот заврши во мозочна смрт на која што нема назад, значи и кога еден живот згаснува, зошто да не се подарат органите, тоест како што даруваме крв, зошто по нашата смрт да не се донират органите да се спасат туги животи. Иако тоа нели е многу сензитивна тема, меѓутоа сметаме дека и тоа како е потребно. Вчерашниот светски ден на органодарителството беше повод уште еднаш да се потсети на значењето на овој хуман чин. Од Здруженијето Храбро срце поделија едукативни флаери во неколку градови во земјава. Нашето здружение почнува со вакви активни кампањи за подигнување на јавната свест за органодарителство, како и уште една најава може да кажеме дека во септември планираме таа национална кампања. После неодамнешната успешна трансплантација на срце која беше за прв пат изведена во македонското здравство, од Храбро срце се надеваат дека работите ќе продолжат во позитивна насока. Изразуваат благодарност до семејствата кои изминатиот период донесоа благородна одлука да ги донираат органите на својот најблизок и со тоа да им го продолжат животот на други луѓе.